Невреме со пораен дожд, силен ветер и грмотевици што го зафати Скопје во саботата вечер однесе 21 жртва. Неколку лица се водат исчезнати, а над 100 се повредени. Најпогодени се приградските населби Сингилиш, Стајковци, Црешево, но и обиколницата кај Смилковци, каде невремето предизвика огромни штети. Поплавени се иструшени куќи и возила, откорнати се дрвја, однесена е патна и комунална инфраструктура, што од поројните дождови со надедените води, што од појавата на свлечишта. Жртвите се од Скопје, Команово, Крива Паланка, Тетово. Поради ненадејноста и силината на водата, повеќето од луѓето се нашле неподготвени без можност навреме да избегат и останале заглавени во своите домови или автомобили. Најкритично било за постарите лица и за инвалидите. На обиколницата кај Клучкото кај селото Стајковци во Правеско Смилковско езеро сликата идентична, свлечишти и превртени автомобили. По невремето полицијата утврдила дека биле заглавени 80 автомобили. Владата на Република Македонија денешниот ден го прогласи за ден на жалост. Таа на вчерашната воредна седница донесе одлука на семејствата со загинати да им додели еднократна парична помош од 300.000 динари, а претходно такви одлуки донесува и градот Скопје за 180.000 и општина Газибаба за 100.000 динари. На истата седница прогласена беше и кризна состојба во Скопскиот и Тетовскиот регион во наредните 15 дена. Паралелно почна институционалното превенирање на терен. Безброј екипи од надлежни институции ги санираат штетите од невремето и се обидуваат да ја става состојбата под контрола. Повеќе од 24 часа сите институции од централно и на локално ниво се во борба за отстранување на последиците од катастрофата што ја зафати Скопје. Силни обилни врнежи со огромна количина дожд и што направи несогледливи штети со жртви, информираат од координативното тело. Дел од населбите во Скопје и денес се под вода, на поплавените им недостасува вода, храна, лекови и помош во расчистувањето на хаосот што остана по надојдената вода.